вечер, Делчево. Добро вечер, победници. Добре дојдовте да го поздравиме идниот председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Истовремено, да порачам дека насекаде во пијанеци Малешевијата пред нас дошла онаа вистина која што денеска е секојдневие во Република Македонија. Онаа вест која што секаде се слуша по улиците, булеварите, на плоштадите, по домовите. Иден председател е жена, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Но тука не застануваме. После победата на председателските избори следува вториот чекор. Вториот чекор е предвремени парламентарни избори и победа на ВМРО ДПМН, коалицијата за подобра Македонија и коалицијата со народот. Таа е коалицијата која што ќе победи на следните предвремени парламентарни избори. А потоа третиот чекор. Третиот чекор е формирање влада. Влада во која што треба да ги засукаме ракавите. Затоа што не чека многу работа. Многу непроспиени ноќи. Заедно со народот треба да ја креваме Македонија од пепелта која што овие политички измамници од врхушката на СДСМ ќе ни ја остават. Да ги пратиме заедно најпрви на 21 април и 5 мај во заслужена политичка пензија, која што јас им ветувам дека нема да им биде мирна. За сите криминали, за сите измами, за сите понижувања и омаловажувања, ќе одговараат пред законот од прв до последен. А денеска бевме сведоци на ново реално шоу. Најпрви не снимаа во Пехчево, потоа не снимаа во Берово, предпоставувам дека истото ќе ни се случи тука. Но ќе помине време и ќе се погледаме повторно на улица, но тогаш улогите ќе бидат сменети. Ќе треба еден од нас да ја наведне главата. Тој сигурно нема да бидеме ние. Затоа што ние сме на вистинската страна, на страната на честита, достоинствена, принципиелна и искрена Македонија. Треба да сте горди, што во ова време треба сите да сме горди што во ова време на притисоци, закани и уцени не има толку многу што нема да знаат што ги страшло на 21 април, а потоа уште повеќе ќе нема на 5 мај. Со една огромна победа да си ја ослободиме Македонија. Изборот е јасен, браќа и сестри, добри луѓе. Од една страна ја имаме онаа скапа транзициона хотел коалиција. Ги видовте, застанаа таму позади Стево Пендаровски, сите оние ликови од транзицијата кои што донесоа само лоши работи помеѓу нашите сограѓани во Република Македонија. Во периодот на транзицијата тие кумуваа на многу човечки судбини да бидат недостоинствени. Од другата страна го имаме борецот кој што е заштитник на правото и правдината. Жената која што никогаш не прави компромис со законите и суставот, туку секогаш безкомпромисно ги применува. Изборот е јасен, драги браќа и сестри, добри луѓе. Не така одамна,
во Скопје се собра една помала група наши сограѓани, која што одлучила, и јас ги разбирам, да го поддржат Пендаровски Стево. Ово истиот што му е седнат во скут на Заев Зоран. И таму излезе деспотот, вели, го зајакнал идентитетот. Толку многу го зајакнал што и арматура ставил. Ајде ние, делчевчани и делчевчанки, браќа и сестри, добри луѓе, да го подсетиме што се случуваше пред точно 10 дена на платото пред зградата која што треба да го символизира токму тој идентитет што он вели дека го зајакнал. Се срамеше да ја пее денес над Македонија се раѓа и македонците се борат за своите правдини. Се срамеше да ја построи македонската гарда. Се срамеше воениот оркестар да ја интонира македонската химна. Истиот овој политички измамник кој што ветуваше живот, а донесе пекол, се срамеше да каже на кој јазик зборуваат жителите на Северна Грција, а е различен од грчкиот. Се срамуваше да каже дека тоа се македонци кои што зборуваат македонски јазик, кои што пеат македонски песни, играат македонски ора. Неговиот идентитет се урна како кула од карти, како стиропор пред зградата на владата на Република Македонија. Тој човек ниту смее, ниту има право, ниту има чест и достоинство да зборува за идентитет. Затоа ни е потребна победа на 21 април толку голема, што со овие политички измамници, со овие јунаци од транзицијата, од таа криминална транзиција, една за секогаш ќе расчистиме. Ми велат, сум се занел, не биле ова парламентарни избори, ова биле председателски избори. Затоа што за нив народот и државата се важни само од едни до други парламентарни избори. А потоа забораваат, ако им помине онаа лага, политичка измама, они би седнале во фотелите, фино би залегнале, и единствената работа за што се работи се само тие пусти пари. Тоа ги интересира нив. Ние, за разлика од нив, легнуваме со последна мисла за Македонија и се будиме со прва мисла за Македонија и нашиот македонски народ. Тоа нас не прави различни од вас, господа од врхушката на СДСМ. Вас, тоа никогаш нема да ви биде познато. Ние денеска живееме, браќа и сестри, во време полно со неправди. Во време кога овие политички измамници ни велат да чекориме напред. Да чекориме напред заедно со нив, со полни вреки украдени пари. Јас одбивам да чекорам напред со овие политички измамници. Затоа што тоа напред не постои. Јас заедно со вас и со идниот председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова, сакам да чекориме напред, достоинствени, честити и со гордо крената глава. Тие луѓе би се откажале од своето минато, од својата традиција, од својата историја, кои што како сидро не им даваат ниту чекор да мрднат напред. А ние заедно со народот сме горди и на нашата историја, и на нашата традиција, и на нашето минато, и заедно со идниот председател Гордана Силјановска-Давкова ќе чекориме напред, и тие се наше едро во кое што дува силен ветар, но вистински ќе чекориме напред, честити, достоинствени и со гордо крената глава. Ни велат овие измамници, политички измамници од власта, дека ќе сме одале во Европа. Во Европа не се оди по принципот на Мирчо Свињарникот,
евро за вицето и евро за црквата. Такви луѓе во Европа не сакат. Во Европа не се оди по принципот живи луѓе ќе јадеме. Во Европа не се оди со измислени обвиненија и издиктирани судски пресуди. Во Европа не се оди со притисоци, закани и уцени. Во Европа се оди со честити луѓе. Луѓе подготвени да спроведат вистински структурни реформи, а не вакви кои што денеска ги немаме. Единствената реформа која што ја направија е онаа најболната, а тоа е тргуваа со најмилото, она кое што пече, кое што боли, а тоа е нашиот со векови создаван идентитет. Но тука погрешија, го подценија својот народ. Тука направија најголемата грешка. Мислеа дека народот е како нив. Овој народ, колку и да го кошкаш корнеш, е како пиреј. И еден да остане, ќе ви врати за сета оваа неправда која што вие му ја нанесовте овие 2 години. И ова не го зборувам само затоа што, нели, постојат предрасуди за нас политичарите. Туку ова боли, пече. Поминавме илјадници километри во Македонија. Разговаравме со илјадници наши сограѓани. Сите тие се обединети околу маката, околу безпакето кое што денеска е секојдневие во Република Македонија. Нема ништо од оние ветувања и од оние големи очекувања дека животот ќе дошол во Македонија. Тој живот дојде само за неколку фамилии. За сите други е една огромна, голема неправда. Неправда е кога вие, како опозиционер, ќе шетате по плоштадите и ќе им ветувате на луѓето дека ќе имаат загарантиран откуп на земјоделските производи. Ќе имаат поголеми субвенции, ќе имаат помош. А денеска кога сте власт, оние во Ресен ги сечат дрвата затоа што 1 килограм јаболка е 1 денар. Тука во Пијанец и Малешевијата се сеќавате. Сливите се истураа во коритата во реките, затоа што немаше кој да ги откупи. Иста е ситуацијата и во Кочани. Оризот е во амбарите затоа што нема кој да го откупи. Исто беше и со Бостанот. Исто беше и со праските во Росоман. Исто и со раноградинарските производи. Затоа што овие политички измамници имаат една и единствена филозофија. Да лажат, а откако ќе завршат со лажењето и ако им помине и добијат мандат од народот, да седнат во фотели, а потоа да крадат. Таа филозофија на заевизмот, кажувам, заборавам, негирам, мора да ја поразиме со нова филозофија на 21 април, а потоа и на 5 мај. Ве повикувам да застанете со нас. Свесен сум и за нашите грешки од минатото. Подготвен сум, како председател на ВМРО ДПМН, да се извинам и да поварам прошка за сите наши грешки во минатото. Човек кој што работи, човек и греши. Но честно е кога ќе констатирате дека сте погрешиле да побарате прошка, да се извините. Но истовремено, подготвен сум да ве поканам вас, да застанете до нас и заедно да ги коригираме тие грешки. Но и сето она кое што беше добро, а имаше многу такви работи, да го надградиме и прошириме, да воведеме нови политики и заедно со вас, со народот, да ја кренеме Македонија од пепел, да ја направиме Македонија технолошки тигар на Балканот. Тоа е сонот на мојата генерација, тоа е сонот на илјадници македонци. Неправда е кога на младите луѓе, кога сте во опозиција им ветувате работа, реформирано образование, младинска гаранција, реновирани студентски домови, а денеска
денеска ако не сте некој 5 или 6 роднина на Мира Дизел, тешко дека ќе најдете и работа. Непотизам царува низ Македонија. Непотизам. Само слугите на Заев имаат право денеска да се вработат. Имаат право на шанса. Никој друг нема. Неправда е кога ќе ги ставите сите оние чевли пред влада како опозиционер, символизирајќи го големото иселување од Македонија. А денеска, кога имате можност сето тоа да го коригирате, никаде ве нема. Напротив, имаме податок дека само за една година повеќе од 100.000 наши сограѓани ја напуштиле Македонија и никогаш не се вратиле. Неправда е кога премиерот на државата не знае дека во овие 2 години за 23% е зголемена цената на нафтата. Кога пред очиглед на македонската јавност не лаже, не гледа во очи и не лаже. Неправда е кога во сцена на Монти Пајтон ќе го прашаат премиерот што има направено за граѓаните и овој ќе рече градевме автопати. Добро, кажете еден. Па добро, сега градевме патишта. Кажете еден. Па канализација градевме. Еве една канализација кажете. Не, водовод направивме. И тој водовод ВМРО го почна. И тој водовод ВМРО го почна. Неправда е, не заслужуваме ваков човек. Македонија нема време повеќе за Зоран Заев. Затоа сакам да искористам оваа прилика да се обратам до сите наши сограѓани, до сите наши браќа и сестри, да ги замолам, оние кои што се од администрацијата. Знам, свесен сум, дека се врши жесток притисок, малтретирања, закани и уцени, бидејќи овие луѓе се кукавици и тие знаат само да притискаат, да се закануваат, да уценуваат. Тие не знаат проект да направат, политика да водат. Но немојте да се плашите, ве повикувам, да застанеме сите заедно, да се обединиме околу Гордана Силјановска-Давкова, да се обединиме околу идниот председател на Република Македонија. Готов е, на колена се од прв до последен. Сакам да се обратам и до земјоделците. Оние луѓе чија што честита рака секогаш силно ја стискам и ги гледам во очи и сочувствувам со сета мака на нивните животи. Знам дека и вас ви се закануваат, ве уценуваат со субвенции, со дополнителни стимулации или некакви се исплати. Ве молам и вие застанете со нас. Дојдете во првите редови да си одбраниме татковината. Се плашам дека ќе немаме втора можност. Ајде сите да се обединиме околу Гордана Силјановска-Давкова и заедно да ја отвориме вратата кон некоја идна влада со нови политики во земјоделието. Сме докажале во минатото дека можеме. Сакам исто така и до студентите, до младите да се обратам, да ги замолам, да застанат позади Гордана, професорката Гордана Силјановска-Давкова, затоа што вие сте тие кои ја избравте Гордана за најинспиративниот професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Не ние, вие што сте тука, што сте нејзини студенти. Да застанеме позади идниот председател на Република Македонија. Сакам да ги замолам и пензионерите. Сакам да ги замолам и пензионерите да застанат со нас во првите редови, да застанат до професорката Гордана Силјановска-Давкова. Знам дека ве лажеа, свесен сум дека ви ветуваа по големи пензии. Но видете што се случи од 1. април, од 400 до 700 денари, овие политички измамници скратија од пензионерите. Затоа, ајде да отвориме вратата за една друга влада, за луѓе кои што знаат како се прават вистински реформи,
да ја отвориме вратата за честити политичари, да се обединиме околу професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ве повикувам и вас. Ги повикувам и ги замолувам и оние кои што во минатото имале причина да бидат против ВМРО ДПМН, кои што ги поддржувале политиките на овие, кои што денеска се во владата. Знам дека сте разочарани. Ви ветуваа многу. Ветуваа дека ќе донеле правда, дека ќе донеле мир. И знам дека ве разочарале. Застанете и обединете се околу професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ајде сите заедно во големо мнозинство да ја поддржиме. Да ја поддржиме професорката Гордана Силјановска-Давкова и да отвориме вратата за една нова поинаква Македонија. Ние не заслужуваме ваква клекната, понижена и омаловажена. Политичари кои што со празни муабети 2 години владеат. Шајка не забодеа и таа што една ја забодеа ја украдоа. Секаде го кажувам тоа, сакам и овдека да го повторам во Делчево. Ке помине многу време и ке се погледаме повторно во очи сите ние, и овде во Делчево и во другите градови во Република Македонија. И ке си го поставиме прашањето дали, кога можевме, направивме се за да и помогнеме на Македонија. Дали можеме уште повеќе. Нашата цел е голема. Нашата цел е сонот за Македонија. И колку и да ви викаат, колку да ве демотивираат, обесхрабруваат, дека е тоа невозможна цел, тоа треба да ве мотивира да застанете цврсто на нозе и да се борите заедно да победиме и нашиот сон за Македонија да стане јаве. Тој што се бори, браќа и сестри, тој победува. Да не го заборавиме сонот за Македонија. Оној сон кој што нашите дедовци, нашите родители, нашите баби ни го пренесоа нас. Како што ние ќе им го пренесеме на нашите деца и на нашите внуци. Ајде заедно, ве повикувам да се бориме и да го сонуваме сонот за Македонија. Но онаа вистинската Македонија, честитата Македонија, не оваа на Зоран Заев. Во таа борба народот ќе победи. Нема да победи ниту помоќниот, ниту побројниот. Народот, бидејќи народот е тој кој што е мотивиран и храбар. Овој народ што го гледам овде вечерва во Делчево е мотивиран, храбар и подготвен да победи на 21 април, а потоа на 5 мај. Пред зората е најтемно, но верувајте, втората добра вест е дека изгрева зората на слободата во Македонија и носи правда во Република Македонија. Да сте ми здрави и живи, да ни е здрава и жива Република Македонија, да ни е вековито ВМРО ДПМН, ВМРО-ско Делчево, полно со стрекни и весели луѓе. Ви благодарам од срце и победуваме на 21, а потоа и на 5 мај. Ви благодарам.